Населението според бројност вкупно 181.858 жител или 10% од вкупното население на Македонија го представува Источнопланскиот регион, кој е еден од 8 статистички региони. По двете изготвени програми денес на работилница пред председателот на Источнопланскиот регион Јане Биланов беше презентирана рефлексијата од барањето за поквалитетен инфраструктурен живот на граѓаните од овие 11 општини. Програмата за развој на Источнопланскиот регион предвидува од 2020 до 2024 година како долгорочен плански документ изработен во согласност со ревидираната стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија. Со програмата се утврдуваат среднорочните цели на регионалниот развој, како и приоритетите и мерките со кои ќе се придонесе кон остварување на долгорочните и среднорочните цели. Согласно методологијата која е користена за подготовка на оваа програма, е направен и правилникот за методологија за изработка на планските документи за регионален развој. Законот за рамномерен регионален развој јасно ја дефинира улогата на центрите за регионални развои во планирањето на развојот на регионот и имплементација на проектите преку кои ќе се допринесе за намалување на изразените економски и социјални разлики меѓу сите региони. Да се разгледат приоритетите на регионот и да се утврдат денес стратешките цели за наредните 5 години по кои што ќе се спроведуваат проекти и програми за регионалниот развој. Нормално, во предвид се земени потребите на нашиот регион, програмите од програмата на Влада на Република Македонија, проектите кои што веќе се во план, како и насоките кои ги имаме од Европската унија, возможните извори по кои што ние можеме да поднесуваме предлог проекти. Во однос на стратешките области ќе бидат опфатени економија, туризам, земјоделие, социјален развој. Денеска, преку планираниот регионален развој, кој се реализира преку функционалните структури на национално ниво и на планските региони, се создаваат се повеќе можности за рамномерен развој на сите 8 региони. Преку регионалните развојни програми се врши насочување на сите чинители на развојот кон остварување на планските среднорочни цели. Програмата за развој на Источнопланскиот регион од 2020 до 2024 година е третиот сеопфатен стратешки документ кој ќе биде изработен од страна на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, активност за која се предвидува буџет. Буџетот на проектите ќе се работи во периодот ноември-декември. Во моментот имаме буџет за изработка на програмата на Источниот плански регион, која што е покриена од проектот за одржлив и инклузивен развој, финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската развојна агенција. Искуството од подготовката на имплементацијата на претходните две програми беше искористено за изработка и на оваа програма денес. Тоа овозможува вклучување на сите чинители на развојот на Источниот регион и нивниот придонес во создавањето на документот. Во програмата се дефинираат 5 цели, а за остварувањето на секоја од целите ќе се дефинираат и приоритети. За приоритетите во овој долгорочен стратешки документ, Јане Миланов изјавува дека изборот е сепак на населението. На ниво на регион бројни се проектите, она што можеме да кажеме дека во не толку дамнешен некој минат период имаме навистина капитални проекти кои што се произлезени од со поддршка секако на Центарот за развој на Источнопланскиот регион. За Штип само можам да кажам дека детската градинка, платформата, втората паркинг платформа се два капитални објекти кои што се резултат на оваа добра соработка која што општина Штип има и со Центарот за развој на Источнопланскиот регион и со Министерството за локална самоуправа. За досега сработеното за секоја среднорочна или долгорочна цел беа дефинирани показатели за нивото на постигнување на целта уште во 2019 година, додека за секој приоритет дефинирани се показатели за успешност и очекувани резултати. Во вториот дел од оваа програма ќе биде прикажана и визијата за развојот на Источнопланскиот регион за до 2024 година,